Само неколку дена пред неговата премиера на саемот во Женева протекоа и првите официјални слики и видеа кои го откриваат надворешниот и внатрешниот дизајн на овој нов модел. На еден француски автомобилски портал деновиве протекоа слики од новиот модел на Peugeot малиот 208. Токму пред самата негова премиера имаме можност да се запознаеме со неговиот изглед, како и новиот дизајн на интериерот и екстериерот, од она што и самите може да го видиме. Дизајнот е дефинитивно инспириран од моделите 508 и 3008, особено во стилските каросериски форми, како и препознатливи LED дневни светла. Возачката кабина исто така е во стилот на поголемите браќа, со голем екран на допир во горниот дел на централниот панел и спакнати контролни копчиња во централниот и дигитален инструмент дисплеј во долниот дел на панелот. Новиот 208 е вториот автомобил кој се базира на новата CMP платформа, која покрај тоа што нуди поголема внатрешна пространост, овозможува прифаќање и на електрична единица покрај конвенционалните бензински и дизел агрегати. Ова значи дека електричниот 208 ќе бара минимални промени во однос на стандардната верзија при приспособување на електричниот мотор, додека пак батеријата нема да зазема дополнителен простор во кабината. Деталите околу перформансите на погонските агрегати ни се уште непознати, но од електричната изведба се очекува да има опсег поголем од 300 км. Бензинските мотори се очекува да бидат трицилиндарски придружувани од турбокомпресор со моќност од околу 100 до 150 конски сили. Се уште не е јасно дали Peugeot ќе понуди и дизел опции. Она што ни е веќе најавено е дека спортската GTI изведба на новиот 208 ќе биде понудена во бензинска и во електрична варијанта со моќност од повеќе од 200 конски сили. Рено објави дека во 2018 година брендот ја забележал својата четврта година поред како лидер во продажбата на електрични возила во Европа. Нивната заедничка реализација од 2011 година наваму ја поминала границата од 200.000 единици, а 100.000 од нив биле купени од клиенти во Франција. Од Рено велат дека речиси секој трет продаден електромобил во Европа бил од нивното портфолио, а само во 2018 година фирмата забележа раст во реализацијата од 36% и 62% во втората половина на минатата година. На својот домашен пазар, Рено има 56,8% од бизнисот со електрични возила. Во 2018 година, Рено предвидел продажба на речиси 40.000 или 39.448 представници на моделот Zoe, што е еквивалентно на 18,2% од вкупниот број за континентот. Во јуни минатата година, Груп Рено ги сподели плановите да инвестира 1 милиарда евра во Франција, со помош на кој ќе се открие нов производствен комплекс за електрични возила, со цел да го удвои производството на Zoe. Шкода за прв пат објави подетални информации, комплетни фотографии и видео на целосно новиот модел Камик, кој ќе дебитира на штандот на марката на салонот во Женева на почетокот на март. За Камик, Шкода вели дека ги комбинира предностите на SUV со компактните модели, главните димензии на возилото, кој е развиен на MQB платформата, се должи на 4241 мм, ширина 1793 мм
и височина 1531 мм, а меѓуоскино растојание 2651 мм. Со товарен капацитет од 400 литри, 1395 литри приспуштени задни седишта, моделот ќе понуди и доволно простор за патниците на задните седишта, кои ќе имаат простор од 73 мм во областа на колената. Во Шкода велат дека внатрешноста на Камик ќе понуди комбинација на ергономија и емоции со типичен за брендот внатрешен простор и функционалност, а дел од распоредот на дизајнот е позаемен со она што го видовме за прв пат кај студискиот развој на Vision RS. Главен акцент тука е високото позиционирање во средишниот дел на централната табла, каде е сместен инфокомуникацијски и мултимедијален систем, а при избор на Virtual Cockpit опцијата возачот може да се подпре на 10,25 инчен екран. За интериерот на Камик од Шкода подготвија и бројни можности за персонализација и надградба, вклучувајќи грејење на ветробранското стакло, задните седишта и воланот. Шкода Камик ќе влезе на пазарот со избор од 4 верзии на мотори и адаптивна опција за суспензија. Основната верзија на моделот ќе располага со 1.0 TSI бензински мотор со 95 конски сили, пошто се подредуваат 1.0 со 115 конски сили, 4 цилиндерскиот 1,5 литарски со 150 конски сили и 1,6 литарскиот TDI дизел со 115 конски сили. Камик ќе се нуди и со богат сет системи за активна и пасивна безбедност, вклучувајќи фронт асист и лейн асист за избегнување на удар, адаптивен темпомат, Crew Protect асист за дополнително обезбедување на патниците во случај на инцидент, паркинг сензори и друго. Citroen ја објави првата информација за целосно новиот концептуален развој AMI One Concept, кој ќе дебитира на штандот на марката на меѓународниот саем во Женева на почетокот на следниот месец. Освен со футуристички, но исклучително свеж дизајн и конструкција, 100% електричниот концепт на Citroen, развиен во чест на 100 годишнината на брендот, се одликува и со тоа што треба да предложи стабилна градска мобилност, бидејќи за возење не му е потребна возачка дозвола. Од Citroen изјавија дека AMI One Concept ќе дебитира со иновативен глобален дигитален екосистем, промовирање едно модерно, радосно и широко достапно искуство за мобилност, придружено со постигнувањето на врска помеѓу корисникот и возилото и зајакнато преку социјалната врска преку апликација за мобилен телефон. Концептот AMI One има димензии од 2,5 метри во должина, 1,5 метри во ширина и 1,5 метри во висина, а неговата тежина е 425 килограми. Највисоката брзина на концептот е 45 км на час, а автономијата е 100 км. Полнењето на интегрираната литиум-ионска батерија може да се направи во рок од околу 2 часа.
Кога Porsche одлучи да влезе во SUV сегментот со моделот Cayenne, присутните не беа воопшто среќни. Очекувањата дека компанијата ќе биде концентрирана само на моделот 911 и неговите различни верзии не беа доволни за сигурна и долгорочна екзистенција на брендот. Затоа Porsche го конструира Cayenne, модел кој доживеа огромен комерцијален успех. Поттикната од реакцијата на пазарите ширум светот, германската марка донесе одлука да ја дополни гамата со нов покомпактен модел. Представен во 2014 година, Porsche Macan е вториот SUV на компанијата, позициониран под популарниот Cayenne, како најмалиот кросовер на Porsche. Macan наидува на одличен одзив кај купувачите, а доказ за тоа се испорачаните 350.000 единици во периодот од 2014 до 2018 година, како и бројката од 40% учество во вкупната продажба на брендот, со цели понатаму да остане релевантен фактор во сегментот на компактни премиум SUV возила за моделската 2019 година. Macan доби сеопфатен фейслифт и голем број на технички дотерувања. За подобро да ги запознаеме промените на освежениот Macan во соработка со Porsche Македонија, отпатувавме во Португалија, каде на неколку дневно дружење имавме можност да ги испробаме верзиите со двете нови моторни опции. Германскиот производител посветил големо внимание на подобрувањето на изгледот и направил промени како на екстериерот, така и на кабинскиот простор. Однадвор Macan ги комбинира изразените гени на спортските автомобили со силен карактер. Предниот дел на Macan сега изгледа многу пошироко благодарение на проширената централна зона во браникот. Новите предни светла стандардно доаѓаат во LED технологија, со дневни светла во 4 точки, поврзувајќи се со новиот визуелен идентитет на останатите модели. Во согласност со дизајнерската ДНК на Porsche, новиот Macan има и нов тридимензионален LED панел на задниот дел кој ги поврзува светлосните групи, што е изведен по примерот на останатите модели од гамата, гласно потенцирајќи го својот идентитет. Во палетата на бои за надворешноста се вметнати 4 нови предлози, во кои сега може да се комбинираат црните детали на вратите, како и на задните дифузори. Секако има нови предлози и кај алуфелните, кои сега достигаат во диаметар до 21 инч. Во внатрешноста, главната новина е централната конзола. Таа е со изменет дизајн и со променети отвори за свеж воздух. Во нејза идеално е вклопен новиот 10,9 инчен Full HD екран, осетлив на допир, кој покрај стандардните функции возможува и да се намали бројот на секундарни прекинувачи благодарение на неговиот лесен и интуитивен интерфејс. Како опција со Sport Chrono пакетот може да се добие и GT волан со функција Sport Response, како кај поспортските модели на марката. Материјалите кои се искористени за изработка на елементите се како по правило со исклучителен квалитет, а завршната обработка останува на високо ниво. Како и кај останатите модели од куќата, така и кај Macan, дизелските агрегати се испратени во историјата. Засега, како единствено погонско гориво се нуди бензинот. Под предниот поклопец се вградуваат две моторни единици кои ги исполнуваат строгите Euro 6D темп нормативи. Стандардната изведба доаѓа со 2-литарски 4-цилиндарски турбоагрегат кој испорачува максимални 245 конски сили и 370 Нм влечна сила. Перформансите кои ги испорачува се повеќе од доволни за секојдневна употреба. Од место на мирување до 100 км на час, стигнува
постигнува за 6,7 секунди. Максималната брзина е 225 км на час, а ја постигнува со максимални 6800 вртажи во минута. За возачите со спортски аспирации е предвидена помоќната S изведба на Макан, која е опремена со новоразвиениот турбо V6 агрегат со зафатнина од 3 литри што испорачува 354 конски сили и максимален вртажен момент од 480 Нм. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 5,1 секунда, додека стрелката на брзиномитарот своето патување го завршува на максимални 254 км на час. Во склоп со двата агрегати работи модифицираната и исклучително брза PDK автоматска менувачка кутија со двојна спојка и 7 брзини. Останатите промени под кожата на Макан се однесуваат на подобрените динамички својства во управувањето, со што повторно ги подига стандардите во класата. Повеќето делови во подпирањето и амортизацијата сега се заменети со алуминиумски, а покрај стандардните сопирачки како опција кај помоќната S изведба може дополнително да се добие сет од карбон керамички сопирачки. Во 2019 година Ферари одбележува 90 години од основањето на компанијата. Во декември 1929 Енцо Ферари и партнерите му даваат почеток на акционерското друштво Società Anonima Scuderia Ferrari, компанија која е регистрирана во Модена, а потоа е изградена врз основа на Маранело. Скудерија го представи својот нов болид за сезоната 2019 во Формула 1, кој ќе добие ознаката SF90 во чест на годишнината. На презентацијата на автомобилот следеше 2-минутен клип кој го содржи најголемиот успех на црното конче во трките за автомобили. Во него може да се видат некои од најуспешните пилоти на тимот, од Хозе Фроилан Гонзалес до Хуан Мауна Фанџо, Ники Лауда, Жил Вилнев, Михаел Шумахер, Кими Рајконен. Видеото не се ограничува само со постигнувањата на Ферари во Формула 1, туку има и интересни кадри од учеството на италијанците во 24-часовните надпреварувања на Ле Ман и Дејтона, како и во други големи трки. Рајконен, кој за последен пат возеше во тимот на Скудерија, до крајот на минатата година е последниот светски шампион на Ферари во Формула 1 со титулата од 2007 година. Grazie, forza Ferrari sempre. Филмската платформа Netflix објави трейлер за долго очекуваниот серијал посветен на светот на Формула 1. Новата продукција Drive to Survive на Netflix започнува на 8 март оваа година, а ќе вклучува 10 епизоди за кои од компанијата велат дека ќе им овозможат на гледачите да ѕиркаат во ексклузивниот и интимен свет на најголемата автомобилска трка во светот. Од Netflix исто така споделија дека серијата ќе фрли светлина не само врз битката за првите позиции, но и врз срцата, душите и правецот на развој на овој бизнис од милиарди долари. Ова ќе се постигне преку пристап на медиумот до пилотите, шефовите на тимовите и собствениците на самите тимови. Во трейлерот се вметнати голем дел на секвенци од епизодите. Во него може да се види како возачите се подготвуваат, каков е нивниот ритуал пред трките, но и што се прават нивните најблиски пред да започнат
почне трката. За љубителите на овој спорт ова ќе бидат 10 епизоди со помешани емоции. Коментарите за видеото се веќе многу, а низ нив може да се почувствува нестрпливоста на гледачите. Некогаш наметена автомобилски критики, а денес бренд со кредибилитет кој спремно одговара на развиканите светски имиња. Во својата гама Шкода го вбројува моделот Фабија, кој беше еден од главните инструменти во оваа трансформација на брендот, чија трета генерација неодамна доби редизајнирана изведба. Како модел во еден од најконкурентните сегменти, Фабија се соочува со навистина голем број на ривали од европско, јапонско и корејско производство. Сепак, ова и не е изненадувачки со оглед на фактот дека овие мали автомобили се едни од најпосакуваните и најбараните модели на пазарот. Третата генерација на Шкода Фабија за прв пат се појави на пазарот во 2014 година, а досега производителот може да се пофали со речиси 700.000 испорачани примероци. Додека роднинските ривали како Ибица, Поло и Ауди A1 добија целосно нова платформа и беа целосно редизајнирани, новата Фабија представува само подотерано издание кое се вози се уште на старата платформа. Промените во дизајнот на ова издание од 2018 година се ограничени на нови предни и задни светлосни уреди кои сега за прв пат доаѓаат со LED осветлување. Тука е и подобреното ниво на стандардна опрема, дополнителната технологија за активна безбедност, како и понудениот спектар на погонски единици кој е поеколошки ориентиран, што значи дека дизел моторите се целосно исклучени. Моделот на Шкода Фабија кој имавме можност да го тестираме е со амбишен ниво на опременост. Измените на екстериерот се суптилни и минимални и се сведуваат на неколкуте корекции на маската од ладилникот, обликот на предниот браник и изоштрувањата на оптиката на светлосните групи на задниот крај од автомобилот. Надворешноста ни доаѓа во сино металик издание, која во случајов е надополнето со 15-инчните алуминиумски бандажи. Кон овој дизајн одлично се вклопуваат новите LED дневни светла со динамичка контрола, кои се дел од листата на дополнителна опрема кај овој автомобил. Што се однесува до возачката кабина, новата Фабија има претрпено позначителни промени во дизајнот. Во централната конзола на тестираниот модел е поставен 6,5-инчен екран осетлив на допир, преку кој се командува со поголемиот број од секундарните функции. Системот поседува повеќе можности за конекција, Bluetooth, SD слот, како и SmartLink за поврзување на Android или iPhone паметни телефони. Користените материјали за изработка на кабината не се со најмек состав, но досегашните искуства велат дека имаат долг век на траење. Во пакет кај оваа изведба влегува и кожниот управувач со контроли за радио и телефон. Удобноста пак при управувањето е одлична за возило од оваа класа, а висинското подесување на возачкото седиште како и неговата ергономичност само допринесуваат кон ова. Во задниот дел на автомобилот удобно може да се возат два патника, но комфорот се намалува со седнување на трет патник. Капацитетот на багажниот простор има зафатнина од 350 литри, кој значително се зголемува со преклопување на задната клупа, при што се добиваат 1150 литри простор. Како што веќе напоменавме, дизел моторите повеќе не се дел од новата Шкода Фабија.
додека пак бензинскиот спектар е ограничен на 1-литрен 3-цилиндарски мотор кој доаѓа во 4 верзии чија мок се движи од 60 до 110 конски сили. Сите агрегати ги исполнуваат новите Евро 6 нормативи. Првите две се со во атмосферска изведба, додека третата варијанта е токму тестираната, односно ТС и агрегатот придружуван од турбополнач и 5-степен рачен менувач кој што испорачува моќност од 95 конски сили. Крајната брзина изнесува 184 км на час, додека од 0 до 100 достигнува за прифатливи 10,8 секунди. За секојдневна градска употреба може да кажеме дека овој погонски агрегат е сосем доволен и одлично ги исполнува сите барања, како прилично брз одзив, солидно забрзување, одлично управување и задоволителна потрошувачка. Иако автомобилот претежно го возевме по градските улици, своите адекватни способности ни ги покаже и на автопатски делници, при што компјутерот ни посочи дека просечната потрошувачка изнесува 7,5 литри на секој 100 километри. Новата Фабија е подобрена и во поглед на безбедноста. Сега таа располага со повеќе активни и пасивни системи, се со цел да го задржи чекорот со ново представените конкурентски модели. За цената од 15.510 евра на тестираниот модел ќе оставиме на вас да процените, но треба да се земе во предвид дека избалансираноста на вложено добиено секогаш и била предноста на чешката марка. Со цел за зголемување на безбедноста во сообраќајот и намалување на жртвите во сообраќајните несреќи, Економската комисија на Обединетите нации за Европа на незината локација во швајцарскиот град Женева донесе одлука за сериско вградување на систем за автоматско сопирање во автомобилите. Иако одредбата се уште треба да се гласа во јуни, земјите членки на Европската унија и Јапонија веќе ја дадоа својата согласност. Според Агенцијата на Обединетите нации, новите регулативи штом стапат на сила ќе бидат задолжителни за земјите што ќе ја прифатат на состанокот во јуни, што од друга страна значи дека сите возила на тие пазари ќе треба да ја имаат имплементирано оваа безбедносна технологија. 40 земји од светот, кои им се приклучија на Јапонија и земјите членки на Европската унија, го постигнаа договорот за нацрт регулативата на задолжителна инсталација на автоматскиот систем за сопирање во сите нови автомобили и лесни комерцијални возила, што треба да стапи на сила од почетокот на 2020 година. Според проценките, значи дека новиот стандарден безбедносен систем ќе биде инсталиран секоја година во најмала рака на 4 милиони нови возила во Јапонија и 15 милиони возила кои ќе се најдат на европските пазари. Како функционира? Системот за асистирање и автоматско сопирање во возилата користи сензори за мерење на растојанието до возилата пред себе, го мери забрзувањето, аголот на управувачот и положбата на педалот за забрзување и сопирање. Ако овој систем увиди дека постои ризик од судир со возилото напред, најпрво ќе издаде серија на предупредувања. Доколку возачот не реагира правовремено, системот ќе асистира во сопирањето, а доколку и тоа не е доволно,
автоматски ќе се активира и во случај на итност ќе го донесе возилото до целосно запирање. Автоматското сопирање својата примерна улога ќе игра во градските средини до брзини од 60 км на час, вградена технологија која со помош на сензори ќе следи колку возилото е блиску до пешакот, велосипедистот или објектот пред себе. Автоматски ќе ги активира сопирачките ако судирот се смета за неизбежен и возачот не реагира на време, со што помага да се избегне целосно несреќата или да се ублажи нивната тежина. Според Економската комисија на Обединетите нации за Европа, во 2016 година 9500 луѓе загинаа во урбаниот транспорт на територијата во Европската Унија, што представува 38% од сите смртни случаи на патиштата. Проценката на Европската комисија вели дека имплементацијата на асистентот за автоматско сопирање може да помогне да се избегнат до 1000 смртни случаи секоја година на територија на Унијата. Како земја која има статус на кандидат за влез во европското семејство, покрај останатите прилагодувања на законите, одговорните лица во нашата земја треба сериозно да ја разгледаат оваа резолуција со оглед на фактот дека бројот на сообраќајни несреќи и смртни случаи предизвикани од истите од година во година бележи пораст. На крајот од минатата недела, американскиот производител на електрични автомобили Тесла најави нов специјален режим кој додава функционалност на својот вграден систем. Новата функционалност се нарекува Sentry Mode и, како што сугерира името, станува збор за сигурност и безбедност, а особено за подигање на автомобилот кога е паркиран. Тесла објавува дека Sentry Mode додава уникатен слој на системот за заштита од кражба, со тоа што може да понуди непрекинат видеонадзор и снимање на настанот околу возилото и да го предупреди собственикот кога ќе открие опасност. На екранот се појавува предупредувачка порака дека системот ќе почне да снима видео. Ако продолжи злонамерното дејство, например со разбивање на стакло, Sentry Mode влегува во режимот аларм, кој го активира безбедносниот систем на автомобилот и го зголемува задното осветлување на централниот екран и ја засилува музиката.